компанијата АГ Футура Технологии и денеска ќе ви го одржам третиот тренинг, третата обука за целите на проектот на дигитализација на фарми. Еве, имаме уште некој. Само малку. Супер. За дигитализација на фарми во Западен Балкан, каде што денеска ќе ви презентирам функционалноста и улогата на RAMAS системот, платформата. Само да видам. Дали гледате само ова? Само да кажи ми дали се гледа. Супер, тама сега е одлично. Така. Во изминатите два тренинга разговаравте со колегата Марио, имавте обуки за што е дигиталното земјоделство, какви технологии се користат и како се употребува. А денес само накратко колку да се потсетиме дека опфаќа прифаќање на иднината, трансформација и воведување на нова дигитална технологија. На овој слайд имаме прикажано сликовит приказ за една фарма на иднината, што би рекле, каде што на некој начин ќе ни биде ова вовед во презентацијата на RAMAS. Преку овој слайд сликовит приказ може да видиме дека добиваме податоци од дронови, од метеоролошки станици, различни сензори, кои преди тоа ни се прикажани како облак или дата, каде што се собираат податоците, каде што е представен агрономот, каде што ги анализира. И исто така, агрономот им дава соодветни препораки на фармерите во реално време, за да донесат правилни одлуки за тоа колку треба да имаат ѓубриво, на каков начин треба да се изврши апликацијата на пестициди и колкави приноси на жетва ќе имаат. Со самиот тој вовед, функционалноста на RAMAS, како што го прикажавме тој сликовитиот приказ, RAMAS или може да се каже систем за далечинско следење, земјоделско следење и советување, има функционалност следење на посевите, добивање на податоци, како што видовме преку дроновите и преку сензорите, анализирање на податоците и согласно информациите давање препораки. А со тоа фармерот ќе добие континуирана поддршка и советување, комуникација со агрономите, комуникација со агрономот, мониторинг на здравјето и нутритивниот состав на посевот и со тоа ќе добие и препорака за наводнување, пестициди и за ѓубрење. Со што ќе добие бенефити да ги намали времето и трошоците. Функционалната рамка, односно ова е графичкиот приказ на RAMAS, платформата RAMAS, како функционира, се состои од 5 дела, односно 5 секции. А тоа се делот за фарма, делот на фармата која ќе се врши следењето, мониторингот, потоа дата центарот, каде што рековме дека се складираат податоците и се врши нивна обработка. Па имаме дата анализа, каде што агрономите заедно ги анализираат податоците и прават извештаи, по кој потоа се на основ на податоците се дава препорака. И на сето тоа, и последната ставка ни е калибрација. Со тоа што значи дека постојат калибрацијата овозможува континуирана реевалуација на податоци, извештаите и преземените операции за време на процесите на советување и на мониторинг, да се врши реевалуација. Функционалната рамка на RAMAS се состои од 3 дела, а тоа се администраторот, советникот и фармерот, каде што администраторот ги има сите податоци што се внесени во платформата, советникот ги има исто вашите лични податоци, може да креира различни профили, додека вие како фармери ја користите RAMAS апликацијата, секој од вас има направено веќе профил на RAMAS апликацијата, го имате и вашиот профил и пасворд, што може да си го смените, ќе ви го дадеме ако треба повторно доколку не сте се уклучиле.
Потоа сите тие податоци што ги набројавме дека се внесени што се добиени од метеоролошката станица, од сателитскиот мониторинг, од дронските снимки, од почвените анализи се внесени во вашиот профил на Рамас и на сето тоа се дадени препораки или совети за секоја соодветствена парцела. Ова е накратко како изгледа функционалната табла на Рамас, односно има различни секции. Тоа се трите секции. Имаме контролна табла. Ова изгледа од профилот на нас агрономите во АГ Футура што ја користиме апликацијата. И тука сте вклучени сите вие фармери кои што сте делот од проектот. Каде што ние имаме контролна табла, ставени се вашите лични податоци, како што се име, презиме, држава, град, вашите броеви и после тоа имаме информации за парцелата на која што се работи, односно производствениот капацитет на фармата, колкава површина е, на каков начин се одгледува, каков тип на производство има у суштина, дали е конвенционално, дали е органско производство, колкава обработливата површина и каква култура се одгледува. Со што тоа може да видите десно дека има график прикажан со сите операции. За ние да имаме графички приказ, да видиме која операција до каде е. Да видиме колку имаме планирани, колку сме завршиле и колку ни остануваат за работа. Додека вашата ставка од вашата страна, на вашиот профил кој ќе се уклучите на платформата Рамас, имате дел ова. Тоа е вашата секција, си бирате која парцела ја сакате. Тоа е, например, блок 84 на некој од вас фармерите. Си бирате тоа и си ги гледате сите совети што ви се дадени, во кој период се дадени, што ви интересира. Имате лево ставено временска прогноза, која е кај сите различна, зависно од тоа каде, во која држава сте и какво е времето кај што ви е парцелата. Тоа е наменето само за сите различно. И најбитниот дел е советодавниот дел, секцијата за советодавство, каде што се извршува комуникацијата меѓу агрономите на АГ Футура и фармерите. Секој од вас може да комуницира во реално време, во било кое време со нас фармерите преку текст или преку слика, каде што ние ви даваме вас извештаи. Овие доле фотографии се извештаи, например, колка е влажноста, ова е од почвената анализа, добиени почвени анализи, NDVI за вегетацијата да ја пратиме на секој од парцелите, здравствената ситуација, каде што преку сите добиени податоци од дронските снимки, сателитските, почвените анализи и метеоролошките станици, ние што сме ги добиле податоците, ви даваме извештај каде што пишуваме со слика и објаснување. Што тоа значи, каде треба да се превземе ситуација да има апликација на пестициди, на ѓуприво, дали е во ред, каде треба да се оптимизира наводнувањето, дали има потреба. Сето тоа се врши преку комуникација на оваа платформа, каде што ние ви доставуваме слика со објаснување. Доколку имате вие коментар, може слободно да напишете во делот каде што е лево caption како наслов. Ако ви интересира, например, pH вредноста на парцела таа и таа каде што има јачмен, може да кликнете таму да видите нашиот коментар. Доколку имате прашање, во меседж за порака пишувате што точно вас ве интересира или ако имате некој проблем. Исто така, може доколку видите некоја појава на болест кај јачменот сега, например, да ни напишете порака или да ни испратите точна фотографија, да ни напишете порака, каде што се појавило и што мислиме ние. На тој начин ќе се извршува комуникацијата за советување преку платформата на Рамас. Каде што би било колегата Марио, например, кој одговори, па вие ќе напишете прашање и така ќе иде заемна комуникацијата. Од сите работи што ги напоменавме, видовме дека бенефити преку користење на платформата Рамас, каде што може да ги поделиме у три групи: социјални, економски и еколошки,
каде што социјалните може да преку вакви обуки и преку користење на платформата може да споделуваме знаења меѓу вас и нас, подобрените услови за работа, подобрено донесување на одлуките, колку треба вие да ставите пестициди или ѓубриво да употребите, и исто така можноста за образование и обука. Додека кај економските се намалуваат трошоците зашто се оптимизира апликацијата на ѓубрива и пестициди и наводнување, пристап до пазарот и следливост се справувате со подобро справување со ризиците. И како за крај, еколошките, тоа се подобрување на почвата, значи на плодноста на почвата, зачувување на биодиверзитетот, намалување на јаглеродниот печаток, како што се одржливо управување со ресурсите, намалена употреба на пестициди. У суштина тоа беше накратко презентацијата за платформата Рамас, на која вие треба да се уклучите и да ги следите нашите работи. Доколку имате прашања, можете да ни споделите, секој од вас има направено веќе профил. Ова беше чисто да видиме како функционира и што све вие имате на платформата на која што имате профили. Од мене беше тоа, како презентација. Кажете ми дали имате некакви прашања. И дали некој од вас се уклучил на платформата Рамас, бидејќи сите имате веќе профили. Па ја баш тоа сакам да прашам, може ли повторно да ми го пратите корисничкото име и паспорт? Може да, ќе ви ги испратиме на сите корисничките имиња и лозинките, па доколку сакате вие може да си ги промените, може да си внесувате, например, некои работи и да следите. Доколку се соочите со некаков проблем, слободно напишете во порака и испратите слика, чисто да видиме како би функционирало тоа и да се уходаме добро. Добро, фала. Милош, надам се да си ме разумео. Дали имате некакви прашања во врска со апликацијата што можам да ви ги одговорам сега, иако ќе имаме ние пак посети на вашите фарми и комуникација цело време, доколку има некаква потреба да бидеме во контакт, зашто и да треба. Па веројатно кога ќе се запознаваме подобро со интерфејсот на апликацијата, ќе имаме дополнителни прашања. Моментално јас немам што да прашам. Добро. Ќе ви ги испратиме ние денеска сите лозинки и кориснички имиња повторно, па кога ќе можете ќе се уклучите и ќе се ги погледнете сите извештаи што ви се дадени и препораки што ги имаме од наша страна кон вас. Па доколку имате прашање, слободно пратете се преку платформата, веќе да почнеме да ја користиме. Мислам дека ви ја објаснив сликовито преку сликовит приказ како и што све има во таа платформа. Да, таман. Од мене беше тоа, нема да ве задржувам повеќе. На мејловите ќе ви ги испратам денеска корисничките имиња и лозинките, така да нема да ве задржувам повеќе. Тоа беше од мене кратката презентација за платформата Рамас. Hvala puno.